Zdravo, јас сум Жаклина, тренер за личен раст и развој. Вие сте на каналот Ти можеш и добре дојдовте во уште едно ново видео. Темата на денешното видео ќе биде прифаќањето, односно моите размислувања за прифаќањето како еден важен чекор од промената која што сакаме да ја направиме во животот, дел од созревањето, еден чекор кој ќе ни овозможи полесно и поедноставно живење, односно нераскинлив дел од процесот на личниот раст и развој. Прифаќањето јас го разбирам како еден процес кој не треба да представува нешто што ќе го изедначиме со согласување. Прифаќањето не значи дека ние одобруваме или пак дека се препознаваме себе си, се идентификуваме и стануваме дел од нечија приказна, од нешто што сме го прифатили како туѓа идеја или како од нешто што едноставно се случува. За прифаќањето сакам да зборувам како еден посебен и многу важен процес од личниот раст и развој, кој ќе ни донесе ослободување, кој ќе ни донесе можност да направиме промена, но откако ќе прифатиме се така како што е, затоа што тоа ќе ни донесе мир во душата и ќе ни помогне понатаму во животот полесно да се носиме со сите предизвици кои што ни предстојат и кои се дел од сечи човечки живот. Кога размислувам за прифаќањето, тоа ми оди заедно со младоста, односно представува бунт против нештата, бунт против одредени системи, и тоа е во ред. Таква и треба да биде младоста. Меѓутоа, и тогаш треба да имаме некоја своја лична граница, која што ќе ни овозможи баланс меѓу она што не можеме да го прифатиме или сакаме да го промениме, односно степен на прифаќање до таму до каде што нашата душа е подготвена да прифати, заедно со потребата и желбата да се пркоси и да се менува се она што мислиме дека може да се менува. Со текот на годините, преку сопствените искуства, преку туѓите искуства, преку едукацијата, учиме дека единствено нешто што сигурно можеме да го промениме, тоа сме ние. Би било убаво кога колективно би се менувале, кога заедно би се движеле кон остварување на некои позитивни цели, но да се фокусираме на тоа што можеме да направиме со себе, за полесно да ги прифаќаме работите, нештата, настаните кои што ни се случуваат. Во животот многу често ќе се соочиме со многу настани и случувања во кои сме директно инволвирани, кои што лично ни влијаат, не допираат и да кажеме дека да, така е, меѓутоа јас не можам да прифатам и не сум подготвена да прифатам, и тоа е во ред. Меѓутоа, тука сакам да се подсетиме на тоа колку ние очекуваме од другите да бидеме прифатени и тогаш кога не постапуваме најдобро што се очекува од нас, кога не почитуваме одредени општествени стандарди, кога можеби сме помалку неразумни и тогаш бараме, очекуваме да бидеме прифатени. Се додека е така, тогаш треба и ние да научиме да прифаќаме, да ги прифаќаме луѓето од нашата најблиска околина, нивните избори, нивните одлуки, тогаш кога не ни се допаѓаат. Посебно тогаш кога не ни се допаѓаат, затоа што тоа е потешко, затоа што се не зависи од нас, затоа што неприфаќањето ќе предизвика само внатрешен немир, некоја лична борба која што ќе придонесе да имаме некакви лични фрустрации, да не се чувствуваме убаво, затоа што сме имале поинакви идеи, поинакви замисли, поинакви очекувања и тоа не испаднало така, работите се одвивале по некој нивни тек. Прифаќањето ќе ни донесе личен мир и ќе ни овозможи да погледнеме и од другата страна на нештата. Да ја видиме големата слика која претходно можеби не сме можеле да ја видиме. Да научиме да кажеме дека
може и така, а тоа може би е за наше добро, може би ќе донесе некоја промена кај нас со самото тоа што сме одлучиле нешто да прифатиме, што не значи дека се помируваме, не значи дека се согласуваме, не значи дека го поддржуваме тоа, нити пак го одобруваме, дури и тогаш кога се бара и очекува од нас. Ние не сме тие кои секогаш треба да се согласуваме, одобруваме и поддржуваме, затоа што тоа се ситуации во кои се вклучени возрастни луѓе, кои што сносат одговорност за тоа што го прават, затоа што не сме над природните процеси и се што се случува околу нас. Прифаќањето го правиме заради себе, а не заради другите. Тоа е нешто што ќе ни помогне да бидеме своји на своето, да имаме поголема самодоверба, да вршиме некакво влијание во нашите животи и дека ние едноставно не сме над се, дека има многу нешта кои се случуваат и без наша одговорност и без наше влијание. Нам ни останува да прифаќаме, да ги прифатиме луѓето такви какви што се и случувањата какви што биле. Во одредени ситуации и со одредени луѓе, нашите реакции и моќта, капацитетот на прифаќањето ни покажува на кое ниво сме во својот личен раст и развој. Знам дека процесот не е лесен, знам дека треба многу време, многу истрајност, знам дека ќе се случуваат ситуации во кои што ќе се јавува немир, нешто во нас ќе се буни, ќе се појават старите уверувања, некои познати матрици, ќе се јави нашето его, меѓутоа низ овој процес ќе научиме да ја пуштиме контролата врз сопствениот живот, да немаме толку големи очекувања, да ја пуштиме контролата врз другите животи и се што се случува околу нас. Тој процес може да ни го олесни една техника, односно техниката на визуализација. Значи, за да можеме да почувствуваме како би се чувствувале кога би прифатиле нешто кое што ни изгледа неприфатливо, тогаш можеме да визуализираме. Односно, да се повлечиме во тишина, да ги затвориме очите во некоја медитативна состојба и да визуализираме како би се чувствувале, односно да го донесеме во сегашноста тоа чувство кое што би го имале кога нешто би прифатиле. Тоа може би ќе ни помогне да видиме како ќе се чувствуваме и полесно да донесеме одлука дали нешто можеме да прифатиме и да видиме дали на вистина би се чувствувале толку лошо доколку прифатиме нешто што ни изгледа неприфатливо. Се надевам дека ова некому ќе послужи, дека ќе помогне некому кој може би моментално се соочува со нешто што не може да прифати. И овде би сакала да споменам една реченица од Лиза Николс, која што ќе парафразирам, вели дека човечката големина, магијата на нашето живење во моќта да го прифатиме неприфатливото. Затоа што прифаќањето на она што е прифатливо за нас, за колективот, она што е секојдневно и вообичаено, е лесно и едноставно. Мудроста, нашата големина се рефлектира токму преку прифаќањето на она што е неприфатливо. Толку за денес. Ви благодарам за вниманието, за времето кое го одделивте. Ви благодарам затоа што ги гледате моите видеа и ме прифаќате таква каква што сум. Затоа што не само пораката на ова видео, туку на целиот личен раст и развој е дека е убаво да научиме да ги прифаќаме нештата такви какви што се, а оттаму да правиме промени и бидете такви какви што сте, затоа што сте прекрасни и немојте никогаш никому да дозволите
да ви каже дека нешто не можете. Затоа што ако навистина сакате, ако навистина верувате, вие можете. Ви благодарам затоа што ме следите, за сите ваши коментари, прашања, поддршки. Продолжете така, споделувајте ги видеата, пишувајте коментари, пишувајте ми приватни пораки и овде и на мојата страница Ти можеш, затоа што и овој канал и страницата се нешто кое што обстојува и живее благодарение на сите нас, нешто што е заедничко и нешто што ќе живее се додека ние сите заедно покажуваме интерес за тоа. До следното видео ви посакувам се најубаво и се гледаме наскоро.